Со вас Маријан Николовски. Попладнени вести во 16. Денеска гледаме. Власта и опозицијата продолжуваат со меѓусебни обвинувања за закочените евроинтеграции. Дуи гледа очаен обид за опстанок во обединувањето на Влен. Напредок има, но дискриминацијата клучен проблем во процесот на инклузивност за децата со атипичен развој. Општина Штип ќе постави над 150 камери за поголема безбедност. Почна евакуацијата на патниците од крузерот со хантавирус. Овие вести како до поголема свест за поголема инклузивност за децата со попреченост. Останете овде, почнуваме веднаш. Лидерот на СДСМ го обвини премиерот дека лаже кога вели дека македонскиот јазик и идентитет се загрозени. Обвини дека Мисковски власта свесно не ги спроведуваат уставните измени, со тоа блокирајќи го европскиот пат на земјата. И денеска евроинтеграциите фокус на власта и на опозицијата. Филипче е подготвен да ги исполни бугарските барања на штета на Македонија, обвинуваат и денеска од владеачката ВМРО ДПМН. Оттаму велат дека лидерот на СДСМ оди по бугарскиот пат поради лични и финансиски интереси. Новиот премиер на Бугарија, Румен Радев, не е непознат фактор во бугарската политика. Неговите ставови кон Македонија, македонскиот јазик, македонскиот народ, идентитет и историја се добро познати. Тој и досега јасно покажал дека Бугарија нема намера да отстапи од своите позиции, ниту пак да се повлече од условувањата кон Македонија. Напротив, очигледно е дека официјална Софија ќе продолжи со притисоци и блокади секогаш кога тоа ќе ја одговара. Во вакви околности, кога е потребна јасна осуда и цврст став во одбраната на македонските интереси, Венко Филипче избра спротивен пат. Филипче и СДС го избраа антидржавниот, односно бугарски пат. Наместо да застанат на страната на Македонија, тие испраќаат јасна порака дека доколку дојдат на власт, би ги спровеле уставните измени и би прифатиле политики кои се во согласност со барањата на Бугарија. Филипче пак возвраќа дека ставовите на Радев по однос на македонскиот идентитет се ирелевантни за македонската евроинтеграција, бидејќи Македонија преговара со Брисел, а не со Софија. Објаснува дека иако бугарскиот парламент има донесено резолуција за негирање на македонскиот јазик, тој парламент подоцна го ратификуваше и така наречениот француски предлог, каде македонскиот јазик стои без никаква забелешка, фуснота или додавка. Немаме работа со Бугарија. Ние имаме работа со Европа. Ние треба да исполниме европски барања. Ние треба да исполниме договори кои што ги изгласале сите земји членки на Европската унија, секако вклучувајќи ја и Бугарија. Што имаме ние да разговараме посебно со Радев кога станува збор за нашиот европски пат? Ништо. Да, заедно со сите други европски лидери. И кога го спомнувате јазикот, многу битна тема, поради тоа што многу често се користи како изговор, премиерот го спомнува идентитетот, јазикот и така натаму, а тоа е само уште една тема на која што гледаме дека дечкото е лажго. Че премиерот лаже. Сега не стои никако е наведено во уставот. Стои чист македонски јазик и со тоа што бугарскиот парламент ја изгласа преговарачката рамка за нас, исто како и сите други земји членки на Европска унија, таму стои македонски јазик. Ниту како е цитиран во уставот, ниту фузнота, ниту некакви звездички точки и така натаму. Лидерот на СДСМ и денеска повтори дека европскиот пат може да ни се отвори единствено преку прифаќање на уставните измени. Смета дека власта го користи националниот идентитет како изговор, како што рече, за да продолжи со своите криминални интереси, додавајќи дека македонскиот идентитет е најсилен кога е дел од Европа. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Тој го оценуваат обединувањето на Влен како очаен обид за политички опстанок. Од друга страна, од Влени денеска повторуваат дека преминот од коалиција во партија покажува дека во албанскиот блок не владее монопол и дека се работи за вистинска политичка визија за албанците во државата. Очаен крик за политички опстанок. Вака опозицијската ДУИ реагира на вчерашното обединување на 5 политички субјекти од владиниот албански блок во една партија вреди. Интегративците на Ахмети оценуваат дека копредседавањето на Изет Меджити и Билал Касами е доказ за фрагментирање, а не за обединување, како што било представено на вчерашниот прв конгрес на новата албанска партија.
Наместо визија, тие понудија пазарна ега, бидејќи никој не сакаше да му го отстапи местото на другиот, па решија да глумат партија со двајца председатели. Вистината е јасна, Влен се обедини само за заедно да се распадне. Поставувањето на двајцата лидери е доказ дека партијата е поделена на фракции уште пред да почне да функционира. Во меѓувреме, додека лидерите сами се прогласуваат, министри и клучни функционери од нивните редови веќе го напуштија бродот, одбивајќи да бидат дел од овој неуспешен проект, наменет само за спас на неколку политички кариери. Албанците не заслужуваат политички експерименти, коментираат од ДУИ. Од друга страна, од Вреди денеска повторуваат дека преминот од коалиција во партија покажува дека во албанскиот блок не владее монопол и дека се работи за вистинска политичка визија за албанците во државата. Ова не беше само организацијска одлука, туку чина одговорност кон албанците и доказ дека кога заедничкиот интерес се става над тесните интереси, политиката создава решенија, а не поделби. Влен излезе со јасна визија, политика во служба на човекот, пристап кој не се храни со страф и поделби, туку се гради врз достоинство, еднаквост, работа и одговорност. На конгресот беше истакнато дека албанецот во Северна Македонија не бара привилегии, туку еднаквост, не бара реторика, туку можности, не бара милост, туку правда и интегритет, одговараат од Вреди. Партијата вчера го одржа првиот конгрес каде Меджити Касами беа избрани за копредседатели со врзан подпис. Мимоза Муса и Беким Кјоку беа избрани за подпредседатели, додека пак Беким Сали за генерален секретар. Вреди идеолошки се позиционираше како десен центар. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Напредок има, но дискриминацијата клучен проблем во процесот на инклузивност за децата со атипичен развој. Македонија се соочува со сериозен недостиг на медицински сестри. Иако има промени во општеството во насока на инклузивност на децата со атипичен развој, сепак дискриминацијата останува најгласна. Треба уште многу работа, но државата најпрво треба да го слушне гласот на овие семејства. Нова тема во овие вести, Тамара Дичовска, денеска имаше настан, нова тема, кои се пораките. Дека општеството има уште многу да учи за тоа како да ги прифати децата со атипичен развој, меѓутоа и многобројните проблеми кои што и денеска се присутни како за децата, така и за родителите на децата со атипичен развој, почнувајќи од оние најосновните како пристапни рампи, па се до образовни асистенти во училиштата. Меѓутоа, сите беа согласни дека најнужното и најнеопходно е прифаќањето од страна на општеството, од врсниците, другарчињата на овие дечиња, бидејќи, како што велат, тие не се различни и тие самите имаат свој сонови, сакаат да учат, да градат професии, да бидат прифатени. Токму на таа тема беше и денешниот настан тука во градскиот парк за подигање на свеста за децата со атипичен развој, па деталите и испратените пораки ги гледаме во приложение. Во општество кое се уште учи што значи вистинска инклузија, децата со атипичен развој секојдневно се соочуваат со бариери што за многумина остануваат невидливи. Од неприфаќањето во средината, преку тешкотиите да се вклопат во училишниот систем, до недостигот од образовни асистенти и основни услови како пристапни рампи, предизвиците се бројни. Но за овие проблеми не стојат само статистики, туку деца со своји желби, таленти и соништа. Тие сакаат да учат, да создаваат, да бидат дел од заедницата. Сонуваат за професии, за иднина во која ќе бидат прифатени не поради тоа што се различни, туку затоа што се еднакво вредни. Сега се соочувам со проблем да се не е проблем, потреба да се запишам на факултет, но тука проблемот е што државата ми нема обезбедено асистент. Апелирам да се обезбеди тоа, за да можат и овие деца еден ден да станат тоа што сакат, бидејќи мојот сон е да станам професорка по македонски јазик. Денеска се одржа настан за зголемување на свесноста за лица со атипичен развој. Но Дина вели, не треба само денеска да се говори за инклузија. Таа е потреба. Најважно им е да бидат прифатени од општеството. Јас можам да кажам дека сум една од ретките благословени ученичка во училиште, каде што мојот глас е слушнат, има разбирање, има почит, има поддршка и љубов без граници од
една професорка, меѓутоа не треба да биде само една професорка или еден човек во општеството. Има промени во општеството, но сепак дискриминацијата останува најгласна, велат активистите. Треба уште многу работа, но државата најпрво треба да го слушне гласот на семејствата на овие деца. Има промени, не викам дека не, меѓутоа многу недостасува. Се уште има, за жал, има дискриминација, се уште има отфрлање, покажување со прст, бегање од друга страна на улицата. Меѓутоа, вакви настани од овој тип, меѓутоа се надам дека ќе има многу повеќе вакви едноставно дружби каде што ќе се покаже дека и лицата со атипичен развој, и лицата со типичен, едноставно треба да бидат заедно, треба да играат, треба да пеат заедно, да се смеат. Другарството е богатство е пораката од денешниот настан, што потсетува дека инклузијата не се гради само со стратегии, туку со прифаќање во секојдневието. Таа започнува таму, каде децата се среќаваат без етикети, а родителите не се чувствуваат сами. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Македонија се соочува со сериозен недостиг на медицински сестри. Здравствените власти уверуваат дека преземаат мерки за да ги задржат сестрите во земјата. Загрижувачки е недостигот на медицински сестри во Македонија. Условите за работа и парите се помеѓу главните причини поради кои сестрите си одат во странство, а таму добиваат поголема почит, повеќе финансии, но и бенефиции. Дополнителен проблем е што надвор заминуваат искусни и веќе обучени сестри. Што треба да направи државата за да ги задржи дома? Здравството, столбот се медицинските сестри. Значи не може да биде без нив. Значи мора они да бидат и препознаени во легислативата, во законот, за да можат да имат своји компетенции, да не бидат сервис служба, него со своји точно ингеренции, задачи. Мора да се развива дигитализацијата, да се осовременуваат, мора да има документација, мора да се дават со истражување за да можат да ги потенцираат барањата кои се неопходни, потребите на пациентите. И сето тоа не е само за сестрите, него за безбедноста и на пациентите. Безбедноста е на целиот систем во кој што работиме. Во земјава недостигаат и акушерки, особено на примарно ниво. Превенцијата на оние ризични бременности кои што со добра акушерска нега можете како да се превенираат. И затоа сите заедно треба да работиме во оној дел кој што се нарекува превентива и да работиме на едукација на нашите трудници за една здрава и нормална бременост и да промовираме едно здраво и нормално спонтано породување. Здравствените власти уверуваат дека превземаат мерки за да ги задржат сестрите во земјава. Генерално медицинските сестри добија значително зголемување кој во одредени случаи оди до 30% номинално или околу 15% реален раст ако го одбиеме растот на инфлацијата во овој период. За 2 месеци ние вработивме над 1250 здравствени работници, претежно голем дел од нив се медицински сестри и ќе продолжиме во овој дел, бидејќи уште еднаш првата точка, контакт точка на граѓани со здравствените установи е медицинската сестра и тоа ни е битен момент за да може нашите граѓани да веруваат и во здравствениот систем и услугите да се квалитети и навремени. Неделата на сестринството и годинава беше одбележана со повеќе настани. Александар Динев, Сител телевизија. Македонските извозно ориентирани компании продолжуваат успешно да чекорат на светските пазари и во услови на глобални политички и економски предизвици. 30% од вкупниот отпад во Македонија завршува на диви депонии. Македонските извозно ориентирани компании продолжуваат да чекорат успешно на светските пазари и во услови на политички, глобални и економски предизвици. Македонската компанија Брако со своји возила за урбана хигиена Green Machines ова недела се представи на светскиот саем ИФАД во Михен. Македонските возила за урбана хигиена Green Machines, кои се произведуваат во Браково Велес, денови ве привлекоа големо внимание во Германија на светскиот саем ИФАД, кој е водечки меѓународен саем за технологии за животна средина, комунална опрема и одржлива урбана инфраструктура.
Рамо до рамо со конкуренцијата од Швајцарија, Франција, Италија, Германија, Соединетите Американски држави, како и други земји производители во оваа индустрија. Македонската компанија ги презентираше своите најсовремени решенија за одржување на урбаната хигиена. Од Green Machines велат дека клиентите денес бараат возила со различни типови на погон – електрични, дизел и водородни, а македонскиот производител нуди комплетна палета на решенија. Ние сме единствениот изложувач на ИФАТ со возило за чистење улици на погон на водород. Светот е голем, пазарот е голем, различни купувачи имаат различни потреби, а ние како Green Machines сме брендот со можеби најголемата гама на различни производи. Ние нудиме мали компактни метларки, големи компактни метларки, нудиме електрични, на дизел погон, така што може да одговориме на секое барање и на секоја потреба. Горди сме што Green Machines денес е една од најиновативните компании во сегментот на урбаните електрични чистачи и вистинска национална гордост на Македонија. Во ист момент сме присутни на 3 големи светски сајми, тука на ИФАТ Минхен 2026, во Лас Вегас на ACT и во Ливерпул во Велика Британија, што е доказ за нашето глобално присуство, брзиот раст и довербата што ја имаме од клиентите ширум светот. Дури 98% од производството на Брако и Green Machines се пласираат надвор од државата, во повеќе од 60 земји низ светот. Последната голема испорака беше реализирана во Саудиска Арабија, односно во главниот град Ријад, каде беа испорачани 52 возила за одржување на урбаната хигиена. Green Machines Македонија има своји компании и ќерки во Обединетото кралство, Холандија и Соединетите Американски држави. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Општина Штип ќе постави над 150 камери за поголема безбедност. Почна евакуацијата на патниците од крузерот со хантавирус. По инцидентот во основното училиште во Штип, локалната власт најавува засилени контроли со видеонадзори и обезбедување. Во наредниот период низ Штип ќе бидат поставени уште 190 камери на јавни површини. Трајан Ристовски јавува. Општина Штип ќе воведе нови безбедносни мерки во училиштата и на јавните површини по инцидентот во основното училиште Ванчо Прке, каде што беа оштетени смарт табли, компјутери и училишен инвентар, а дел од просториите ќе биле поплавени по набрно оставање отворени чешми. Настанот предизвика реакции кај граѓаните и повторно го отвори прашањето за вандализмот меѓу малолетниците. Според градоначалникот Иван Јорданов, покрај постојниот видеонадзор, во училиштата ќе се постават и алармни системи за побрза реакција при евентуални упади и оштетувања. Видеонадзор практично имаме застапеност, покриеност на сите образовни институции, но дополнително за да се превенира и за да се полесно практично идентификува и да се лоцира проблемот, потребно е да бидат инсталирани алармни системи кои ќе сигнализираат и ќе овозможат да се спречи воиднина девијантна појава како што имавме во основното училиште Ванчо Прке. Локалната самоуправа најави дополнителни патроли преку ангажирање агенции за обезбедување, а безбедносните мерки нема да се однесуваат само на училиштата. Во наредниот период низ Штип ќе бидат поставени уште 190 камери на јавните површини и околу институциите, со цел да се намали оштетувањето на урбаната опрема, парковите и детските реквизити. На голем дел од еве да кажам, пристапите до самите институции да се постават безбедносни камери кои верувам дека ќе служат на СВР Штип кога имаме ваков инцидент, ваква случка, за полесно да се утврди сторителот на ова дело и да се санкционира. Покрај засилените контроли и техничката опрема, општина Штип ќе организира и едукативни активности со ученици, родители и наставници. Во работилниците ќе се вклучат психолози и педагози, кои ќе разговараат за последиците од девијантното однесување и неговото влијание врз младите. За Сител, Трајан Ристовски. Неопходна е регулаторна рамка за планинарските служби, предупредуваат Сдруженијата на планинари. Нина Ритоновска. Неопходно е институционално препознавање и финансиска поддршка за силна планинска спасителна служба.
Во Македонија се работи на воспоставување на национален систем, а изработено и законско решение кое години наназад за жал нема епилог. Не заостануваме зад нашите колеги од не само од регионот, туку од секаде во светот. Апсолутно елементарниот принцип на волонтерска организација, на висока професионалност, едукација ја исполнуваме. За жал немаме апсолутно разбирање. Ние се соочуваме со еден проблем во моментов, ние немајќи соодветни ингеренции законски, можеме да дојдеме во проблем, во несакана ситуација која ќе се случи некаква несреќа каде што наш волонтер би можел да биде настрадан или да има некаков проблем. Бидејќи ние не сме никако покриени. Колегите од Хрватска почнале да размислуваат да направат измени во законот кој што го имаат и со кој што се лидери во целиот регион, да прават сега измени за да им овозможат на волонтерите не само кога се на интервенција да бидат ослободени од работа, туку и 30 дена во годината дополнително да добијат заради нивните тренинзи и подготовки, а ние немаме овластувања во моментов да го работиме ова што го работиме. Бројот на несреќи постојано се зголемува, а со тоа и потребата од спасители. Планинарската служба во Охрид има околу 35 интервенции. Апсолутно наговестува дека она што денес го имаат Словенија и Хрватска со преку 700-800 интервенции годишно, дека не очекува и нас. Не знам што треба да се случи за да се свестиме и да конечно седнеме и системски да ги решаваме работите. Многу е жалосно, особено што ние веќе почнуваме да гледаме демотивација кај нашите волонтери. Ги имаме волонтерите, имаме цврсто едуцирани луѓе, имаме капацитет, членови сме на меѓународни организации со што се гарантира примена на меѓународни стандарди. Единствено не можат државните институции да го видат тоа и да го зграбат како можност. Инаку во Националниот сојуз за планинско спасување во земјава во моментов членуваат 12 организации, повеќе од 250 волонтери. Нина Ритоновска, Сител телевизија. 30% од вкупниот отпад во Македонија завршува на диви депонии. Решението е регионални центри за управување со отпад. Единствено решение за заштита на животната средина во Македонија и хаосот со ѓубрето е отворањето на регионални центри за управување со отпад. Предвидени се 5 такви на ниво на држава, од кои што еден ќе биде во Новаци, а кој што ќе покрива 18 општини, од центар Жупа преку Струга, Охрид, Кичево па се до цела Пелагонија. За оваа намена Македонија се задолжи 55 милиони евра во Европската банка за обнова и развој, а Прилеп останува лидер во селекцијата на отпадот. Депонијата Алинци пак ќе биде и претоварна станица за отпадот кој што ќе се носи во Новаци. Моментално имаме страшни 30% од отпадот кој што е генериран во оваа држава завршува некаде каде што не знаеме, во долови, во реки, на полиња се пали и регионалната депонија која што очекувам дека ќе биде изградена според европски стандард е навистина едно решение кое што за прв пат може да очекуваме дека ќе видиме подобрување на оваа ситуација која што веќе со децении не мори како општество. Прилеп го посети шведскиот амбасадор и представници на заедницата на локални самоуправи од Шведска Салар, кои што помагаат во целиот процес за регионалните депонии. Сите ние заеднички имаме одговорности да се грижиме за заштита на оваа убавина, на оваа природна убавина, за заштита на природата, за заштита на животната средина и управувањето со отпадот е клучна алка, значи од целиот овој систем и особено сме горди на фактот што Пелагонија и Прилеп всушност се водечки сили во рамките на целиот овој проект во однос на целата земја. Градоначалникот на Прилеп вети наскоро пуштање во употреба на првата секундарна линија за селекција на отпад во државава. Ја плативме фактурата за Коневана за да почне да се спроведува кабелот за електрично напојување на оваа фабрика. Имам уште дел обврски кои што треба да ги завршат изведувачите и на машинскиот и на градежниот дел и сме договорени со дека ќе завршат. Би можеле да ја користиме и за комерцијални намени, односно да вршиме услуги за селекција на отпад и на соседните општини и на сите оние кои што би побарале таква комерцијална услуга. Прилеп деновиве во самиот град го доби првиот собирен мал центар каде што граѓаните бесплатно ќе може да одлагаат електронски и текстилен отпад, стакло, хартија и пластика. За Сител Дарко Штарговски. Што научија властите од минатите години за поголема превентива, критични точки и превентивни мерки. Во тема на денот Стојан Чангелов.
во продолжение